правно-формалното действие започна со барањето од моите адвокати за употребливоста на посебните истражни мерки од аспект заради тоа што тие се јавно објавени. Согласно закон, посебна истражна мерка која што е јавно објавена не се употребува како доказ. Бевме на думицата дали таа снимка да ја презентираме јавно во целовитоста за да се дознае во суштина самиот предмет или да бараме нејзино изземање заради тоа што законот тоа го дава. Сепак одлучивме да ги користиме сите законски можности, судот ќе донесе решение согласно барањето на адвокатите и буквално ние сме на двете страни како и да одлучи судот, така ќе користиме нашите права. Јас лично како обвинето лице очекувам и сакам таа снимка да излезе во јавноста, да се види целовитоста на действието што се случувало и да се види дека ниту има намера, ниту се случил било каков подкуп, но истовремено согласно правото и она што законот го возможува, недозволиво е да се заобиколи тој дел од законот, а вакви посебни истражни мерки кои што веќе и судот претходно одлучувал да бидат изземени како докази во постапката и од тоа право заедно, од таа можност заедно со мојот правен тим донесовме одлука да денеска го побараме тоа законско право кое што ни следува. Секако судот штом ќе се изјасни, веднаш продолжуваат следните действија, каде што очекувам правда. Очекувате ли обвинителството да истражи од каде излегле овие снимки? 2,5 години обвинителството истражува од каде излегле овие снимки. Се знае по закон дека само една снимка постои, не може да постојат две, дека должен е јавниот обвинител и за нејзино чување, управување, процесуирање и понатаму, само јавниот обвинител и веднаш иста снимка се појавува на YouTube. Не треба да се биде посебен експерт или да се биде посебно стручњак во оваа област, да се знае дали е истата снимка или не истата снимка. Таа е снимката што се појави. Проблемот е што два пати е делната, сечена, директно. За да се покаже комплетното действие, требало барем, ако се објавува, цела да ја објави. Барем, ако не друго, јавноста да ја знае целата вистина. Така да масакрирањето на самата снимка ја покажува целата градосија на евент кој што сака да се прикаже во јавноста и тоа комплетно да се направи мое оцрнување, масакрирање и судење јавно, за да денеска се изгуби дури и можноста на јавното обвинителство да таквиот доказ го употреби во постапка. Тие биле многу свесни, објавувајќи оваа снимка, дека го губат како доказ во постапка. Но сепак, заради јавниот масакар и политичко судење, кој што требало да се случи врз Заев, тие се осудиле на ваквиот случај. Но јас сум само една страна од постапката. Судот е тој кој што ќе носи одлуки. Мојата намера е целосно почитување на судот и судските решенија, како и судските одлуки. Се надевам дека брзо ќе се работи, ќе се донесат судски одлуки, за на крајот и јас, како и сите граѓани, да дочекам правдата за мене. Зошто сега, зошто во почетокот на постапката не побаравте од судот да се произнесе по однос на... Сега дојде фазата, пред почеток на уводните зборови, тоа процесно право го имат обвинителите и моите адвокати. Мислам, јас како обвинето лице и моите адвокати. Докаде постапката поднесовте вие кривична пријава против Иван Николов Сачавалиев? Обвинителството дали имате информација дали постапува по неја? Адвокати? Специјално се процесуирано. Процесуирано е тоа пред специјалното јавно обвинителство, како што ми кажуваат адвокатите. Поднесени се други пријави против обвинителот заради објавувањето и слично. Еве, чекаме резултат од таквите пријави. Вие се представиле, така? Да. За обвинителот има? Значи, суштината е дека овој јавен обвинител што е во овој предмет, всушност го реши случајот на сведокот. Значи, тој донесе одлука дека, иако е пуштено до друго јавно обвинителство, тој самиот донесе одлука дека овој сведок не потикнува. Значи, дека нема одредени кривични дела. Но има пуштено жалба до Висшето јавно обвинителство како право, кое до ден денес немаме одговор. За другото има процедура. Тоа е втората. А за второто има процедура пред специјалното јавно обвинителство. Се разбрав. Благодарам на новинарите.